Почитувани, добар ден. Време е да започнеме новата црвена линија. Законот за солидарен данок беше усвоен од Собранието во септември 2023 година, предложен од владата на Ковачевски. Имаше разни реакции од тоа дека е добар и праведен до реакции дека фирмите кои работат добро се доведени во нееднаква положба пред Уставот. Уставниот суд донесе одлука не да го укине, туку да го поништи законот за солидарен данок. Тоа значи дека државата, односно ние граѓаните, ќе треба да им вратиме околу 49,2 милиони евра на 156 најпрофитабилни компании кои во 2023 година бе еднократно даночени со солидарен данок за добивките во 2022 година. Плюс камата. Кој ќе ги врати парите и кој ќе ја плати каматата, знаеме. Граѓаните. Но виновник нема. Законот за солидарен данок беше усвоен од Собранието. Денес прашуваме, ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Секако ќе ве прашаме и на Инстаграм дали сметате дека влада е правото во оваа наша држава. А како изгледа тоа, треба секако најнапред да не заследите на Инстаграм, поточно овој пат профилот на Телма телевизија на Инстаграм, да кликнете на Инстаграм стори и секако таму ќе ви се отвори ова прозорче каде што секако ќе го видите и прашањето. Влада е ли правото, повторувам, во оваа наша држава? Имате две опции за одговор. Ако сметате дека влада е, ќе кликнете на одговорот со да. Ако сметате дека не влада е, ќе кликнете на полето со зборот не. Што значи ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме како што тоа и го правиме конкретно ова издание на Црвена линија. Особено ќе ни биде драго да ви имаме во огромен број. Ги покануваме и оние кои што досега немале ниту навика, ниту можност да се вклучат во контактна емисија, како што е нашата Црвена линија. 023070005 е бројот кој што треба да се заврти. Од кога ќе се заврти, секако треба и да се намали целосно тонот на телевизорот. Јас и вие да зборуваме преку слушалка, а особено ќе ни биде драго и активно учество да земете на социјалните медиуми. Тоа значи Facebook, профилот е на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена темата. Пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучувањата гледачи. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Државата должи нови 50 милиони евра овој пат на домашните компании, бидејќи денес Уставен суд донесе одлука со која се поништува законот за солидарен данок. Одлуката е донесена речиси едногласно, 5:1 во гласовите на судиите. Секоја од 156 компании кои платија средства на име на солидарниот данок сега имаат рок од 5 години да ги побараат средствата назад. Уставниот суд имаше три можности при одлучувањето: да го укине законот и во тој случај државата немаше да должи ништо, да ја запре постапката и да го поништи законот. Повреда на владење на правото, ретроактивноста и селективна солидарност се клучните причини за одлуката на Уставниот суд. Вакво ретроактивно дејство на закон е апсолутно недозволено. Значи, правната сигурност на субјектите во правото, тие мораат да имаат, кажав, фундаментални принципи на владењето на правото се правната предвидливост и правната сигурност. Субјектите во правото мораат да знаат што ги чека. Не може во сред игра да им ги менуваш правилата на игра. Во услови на немилосрдна борба за привлекување на странски инвестиции, каква порака се праќа до економските субјекти? Дека државата може по потреба кога ќе и текне да воведе данок. Овој пат е за солидарност, утре ќе биде за нешто друго. Не, значи таа тежина на повредата и особено ретроактивното дејство беше клучна за одлуката да биде поништувачка. Останува отворено прашањето дали компаниите кои платија средства на име на солидарниот данок ќе бараат и исплата на камата на средствата, бидејќи не можеле да располагаат со нив, а од Уставен соопштија дека тој дел не е под нивна надлежност. Во текот на постапката, според процедурата, Уставен суд побара мислење од владата кое не беше доставено, но премиерот Мицкоски соопшти дека одлуката ќе се почитува,
А доколку е поништувачка, ќе се крати од буџетот или ќе се направи ребаланс, за да се овозможат 49,2 милиони евра, колку што државата сега должи кон компаниите. Законот за солидарен данок беше донесен во септември 2023 година. А ние во Црвена линија ве прашуваме. Ке почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? За оние кои што може би малку подосна се вклучија, подсетуваме за учество, завртете го нашиот добро познат број 02-307-0005. Време е да започнеме Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ви се чини ли дека ќе почнат еве политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Не. Одговорот мој е не. Не. Знаете зашто? Ова го кажувам. Би можело сето ова да се случи. Ако во овие 35 години толку политичари се нагледавме, сега треба да дојдат нови луѓе што никогаш и никаде не биле во политика или во ниедна партија. Па за да можат да судат и да пресудуваат по било кој основ. Вака не, ти мене, јас тебе. И крај нема. Шо ако е ВМРО на власт, тие пак со СДС со други си соработуваат. Истото кога беше СДС. Нема крај ова. Само нови деца, нови луѓе кои никогаш не биле во политика можат да судат за се. Ова на ништо не значи. Ова е последното мото што излеговме на гласање, почнувајќи од мене. Поќе не излегувам. Све е исто. Еве сега за законов, уште малку имам време, за солидарен данок. Како може суд или било кој, секој закон не се носи наназад ретроактивни. Можеше само да го укини. Плати, плати. Не плати, не плати. Шо е ова да ја дојсиме државата во колапс? Па солидарниот данок треба да постои. Јас ви гарантирам. Благодарам многу за одговорите. Останете сега со нас. Продолжуваме со оваа Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Имате работен ден. Благодарам да имате најубав ден и вие. Да ти кажам вие. искрено, јас сум возрастен човек од провинциско село со идел со сопствена кола, живот за си шараме по улици, палиме в канцеларии, али секојдневно ово што го направи Социјалдемократски сојуз, срамно и жалосно да ти кажам, на мои 80 години. Ја не сум верувал дека такви мршојаци, злобници да упропастуват. Вака сега, јас да ве замолам нешто. Кажете си го во својот став, но избегнете ги погрдните зборови, ве молам. Не гледај малолетна публика. Повелете. Кажуваме реалното, господице. Благодарам многу за јавувањето, ве поздравувам и еве нека биде ова една напомена. Сега кod Црвена линија, денес централно прашање кое што го поставува до граѓаните е ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони. Но и колку да сте гневни, колку да сте изиритирани, сепак ве вклучуваме во живо во програма, емисија која што е намената за целата публика. Да се држиме до нивото, да не употребуваме погрдни зборови, пцости, да бидеме вулгарни и секако да не користиме говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Во тој случај ќе се активира Црвената линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас во Црвена линија сте. Види, Тино, ова од формирањето на ова државиче наше мало, све е излезено од контрола. Што би рекле старите, све е излезено од лежиште. Како може без консултација со врни суди, врни стручњаци да носат некои закони, а народот да плаќа и камати и све друго. Само на народот. Земаат солидни плати. Кога ја ги имаат некоја школа, затоа ги гласаме да ја водат ова држава. Не ги интересира као лоповите. Ако украдам, ако ме фатат, ќе платам. Ако ќе платам, ќе се договорам со судот. Ја признавам грешката и условна каса. Ако не,
ќе ги наполнам джебовите добри со пари, макар да ќе оттоварам и ќе се заминам во некоја друга држава. Ова не е нормално. Како ќе ја тераме вака работа, не знам и самиот. Како не им е страме, сега тие треба што го донеле законот, тие да го плаќат ова. Па не са мало 50 милиона? 50 милиона, плюс камати, колку ќе стане тоа? Стамбол. Нека им служи на чест, ама треба овој народ мало да размисли. Да размисли, доаѓаат избори. Све лопов до лопов 34 години. Благодарам многу и вам за одговорите во ова денешно издание на Црвена линија. Уште една напомена, внимавајте си како и на тајмерот. Едно јавување е 90 секунди. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Се слушаме, вре, така? Да, повелете. За ова политичарите да сносат одговорност, треба да се земе малку на повисоко ниво. Политичар не може да биде економист. Да се викне друга посебна фела, која сето тоа ќе го разработи во корист на народот. Ако ние доаѓаме еден политичар за 4 години, други од 4, еден закон се ништи, со тоа што народот ги плаќа сите тие по нас. Тука ни намалку не се слага. Треба да се иззема фино, лепо, да седнат водители по старашки видите, да се ги израчува тоа што треба, да народот да биде задоволен. Едно друго сина сака да си постави на прашање. Буливар Партизански одреди од портал Ваe до Соборен храм. Има потреба од 7 надвозни пешачки премини. Сите ќе го слушат еден зборуваше да се става на партизанска некој во вид по високо ниво, по ниско ниво, да колите успорува, тоа е катастрофална грешка. Човекот не го разбира што обраќаат. А ова што ви кажа, секоја општина треба да изгради по 4 надвозника и да се заврши работата. Јас како одредено лице на Цветан Димов дадох предлог и сето тоа се заврши, немаше ни пешаци да погинат ни повредени ништо, исто така и на Вит пазар се случи. Уште едно прашање од нас до вас, влада ли правото во оваа наша држава, да или не? Не. Благодарам за одговорите, благодарам секако и за укажаното. Да се држиме до темата, денес Црвена линија прашува, ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господине Љупчо. Јок никош нема, тоа нема се деси. Знаете зашто прво народот треба да научи како се носат законите? Може ли да сносат одговорност, ако законот бил донесен кога се формирала државата? И сега вака земете вака, кај нас законите кривични не важат ретроактивно. По кривичниот законник, према сторителот на кривично дело, се применува поблагиот закон. Што значи, ќе се примени оној закон што важел во моментот кога била донесена одлуката. Таквото дело, ако не било предвидено со кривично дело, како кривично дело, не може ли уопште да се разгледува. Значи се е тоа. Тоа е една работа. Втора работа. Нивниот имунитет, сето тоа што е гласено во салата и што е кажано од собраниската говорница, не подложи на кривична одговорност. Заштитени се како бели мечки. Така да бадиела е уопште да се разговара на оваа тема. Тие они гледате дека немаат ни морал ни во врска со нивните плати. Они ветиваат дека наводно ќе ги преправат, па гледате сега што прават, какви салта и какви, да не кажам, кривини изведуваат и на овој народ кој слепо им верува, му ги мачкаат очите и го секојаш некој друг е поголем криминалец од нив. Сакам да ги прашам сите. Еве, сите се бунат за 50 милиона, сега ќе требало да се вратат на стопасеница. Што ќе правиме со 150 милиона или 200, колку е каматата према маđарскиот кредит, а ќе го земат одредена група на тајкуни во државата, а цела држава ќе ја плати каматата. Тоа во ред ли е, сакам да прашам? Дали ќе се најде некој правник да го поведе овој закон? Ќе подсетам само да се внимава на тајмерот 90 секунди. Благодарам многу за одговорите и секако еве и охрабрувам секој оној кој што сака нови 90 секунди, слободно додека трае Црвена линија, повторно завртете го нашиот број. Ке подсетам да не заследите и на Facebook, се разбира нашиот профил е Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што објавена и денешната тема. А како изгледаме на Facebook, ке ви покажам во следните секунди, слободно ке кажам.
секогаш низ графика, низ фотографија, ги поставуваме темите на Facebook, ако може да покажеме, ете, црвена линија, денеска вака ја промовираше темата за која што зборуваме во живо. Прашањето и тука, исто. Ке почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Ги имаме и првите одговори, односно првите коментари. Лазар Станоевски напишал: владата донела закон што не бил усогласен со основните правни принципи, што предизвикува финансиски хаос и дополнителни буџетски проблеми. Политичарите кои го донеле законот немаат лична одговорност за финансиската штета што ја предизвикале. За да има вистинска одговорност, треба реформи во правниот систем кои ќе возможат кривична или финансиска одговорност за носење на штетни закони. Но тоа најчесто зависи од притисокот на јавноста и граѓаните. Поздрав, драга Тина. Благодарам многу, господине Лазар, што активно учествувате во дискусиите на Црвена линија преку коментарите и секако продолжете така. Ние продолжуваме со гледачите, а останатите кои што допрва ќе пишувате коментари, ќе ги читаме меѓу вклучувањата. Гледачи, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, све слушаме, во Црвена линија сте. Сакам да прашам, овие политичари што се избрани, доживотно да останат политичари, да не се менјават, да нема ротација. Зошто го зборувам тоа? Ќе се најадат, ќе си спрејадат, ќе се заситат и крвењето ќе запри. Тито во времето имаше само дело и јадење. Друго немаше ништо. Еден Тале вика, имал коли, бакшиш му ги дава, поклони му ги дава. Немаше ништо. А имаше едно чеве, кога умре Тито, чевето ја остана на Јованка, пошто ја исклучија парното, па се завиткуваше со ќевето, ја студеше. Тоа Тито испечали. Така овие нашите политичари, доживотно, и на крајот достанат со по едно чеве. Државава, расипани луѓе водат. Гладни, неписмени, ненајадени, издрпани, тој не ти води држава. Тој вика, сега му е мајката. Утре што ќе стани? Грабајте. Не се прави така држава. Закониве ги виткат како каиш, како што сакат. Така може, вака може. Свитка го натака, свитка но. Зове може, зове не може. Терај, удри. И држава ќе правиме. Бог да чува. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме понатаму да видиме останатите гледачи како граѓани какви одговори ќе дадат на денешното прашање, а прашањето е следно. Ви се чини ли дека ќе почнат политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Па вака, штетните закони, веќе само со штетни закони поќето се направени досега. Ниот има некој закон што одговарат на државата и на народот. Например, овие претходната влада многу убаво памтам што си заминае многу штетни закони донесе, само тие ќе напоменам, ама тие дојдоа со таа цел да ја доурнисаат ова држава безмилосно, да ја докрадат и да ги дозапустат сите институции. Сега, ако треба да одговараат, тие многу се тие што треба да одговараат, затоа што тие сите гласае за тие некои закони. Например, ја веќе спомнам пократко да бидам за двојазичноста, што ни направи е проблем. И после ќе кажуваат друго, кривичниот законник си ги направи понивно за тој закон кривичен и сега некој му си се амнестира за некои кривични пријави што нема да одговараат, со еден збор си се амнестира. Така да ова претходна влада треба сите да одговараат, ама за тоа не верувам, ама барем да се почни сега со нови закон да си предложат овие и да се почни и со одговорност. Така да им да не должа многу, значи сега треба да се измени овој барем кривичниот законник и да се почни некако. Благодарам секако што бевте дел од Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден.
Дали се слушаме? Ме слушате? Да. Одлично, во црвена линија сте, повелете. Кога ќе почне да се намалуваат политичарите? Нема да се ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Тоа прашам. Нема да почнат додека не се намалат од 120 процентуално. Продолжете, ве слушаме. Дали се уште го имаме гледачот? Да, на телефон сум. Продолжете. Додека од 120 не се намалат процентуално од 2.200.000 да се намалат на 1.600.000 колку сме сега во Македонија. Имате уште време, продолжете. Значи, мора да се намалат, не можеме да храниме 120 политичари со 1.600.000 луѓе во Македонија. Прво тоа треба, општините треба да се реорганизираат и да се направи колку има во секоја општина да храни еден политичар, односно што ни ја пијат крвта, со други зборови. Ако може да сватат, Мицковски обеќаше намалување на пратеници, ајде да го исполни ветувањето, прво да го исполни ветувањето на намалување на пратениците. Минимум 80 пратеници, повеќе не ни требат нас. И тоа се многу. Владае ли правото во оваа наша држава? Не, какво право бе, какво право? Кој сако башибозлук? Башибозлук, нема право тука. Добро, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. Сега ќе ве префрлам на Facebook, за следете го нашиот профил Црвена линија и ве подсетувам за учество во оваа денешна дискусија преку коментари, што значи пишувате коментари по темата која што ја објавивме, ќе ги читаме меѓу вклучувањата гледачи во живо. А по оној коментар на господинот Лазар Становски имаме уште еден на господинот Целе Алексов, кој што на прашањето ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони, напишал: нема да почнат, затоа што ќе ги згази времето. А какви одговори ќе дадат останатите гледачи, ќе слушаме во времето што следува. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав и до вас и до цела екипа на Телма телевизија. Благодарам. Сега, најверојатно, прво ќе одговорам вака на прашањево. Пред негде година и пол, или една година и пол, така нешто, на пензионери со мали примања во кризата им дава негде од 1500 до 3000 денари на пензија. Никој од тие не ги врати тие паричките што ги зедоја, а сега се јавуваат на телевизија и не знам уште што кажуваат. Нека ги вратат тие паричките, а сега се бунат за 156 фирми. Тие 156 фирми над 10 милиони евра годишно прават профит. Тие се Алкалоид, Пивара, да не ги набројувам сите да ме исклучите. И сега овие да ги речам Веро, 10 милиони, Кам, сега ние најверојатно треба што поиќе да земаме од сиромасиве, да им даваме на богативе. Па то нигде го немат. Еве, истото се случува најверојатно и во Америка. Тој Илон Маск со 400 милиарди, сега сака да има уште 500 милиарди. Нака земаат од сиромасиве, нака даваат на богатите. Со оглед на времето, поздрав, пријатно. Благодарам. Сега кој што го искористивте времето 90 секунди, да со гледачите споделите кои се вашите одговори на прашањето. Ке почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Добар ден. Поштовање, Тина. Почити до вас. Повелете.
Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели, гледачи што се јавија. Големо благодарам. Денот на сите места. Уште долго години Калимеро ќе биде надвиснат над Македонија. Знаеш Калимеро кој е ти помлада си, што викаше нема правда. Нема правда, така. Уште долго години со овие партии, со овие политичари. Какво и тема да направите? Како прашање да не бидува, многу е каша попара направено искуство и беззаконие и закон во ова наша Македонија во овие 35 години, кажуваме 34. Многу се украде, никој не одговараше, никој пари не врати, само знаат пупки да фрлат. Како Заев 3 дена трубеше саат од кај во центарот кај само ќе врати парите, ќе враќа. Една банка не вратија. Никој нема да одговара. Вчера имаше една дебатна емисија, ќе спомнам телевизијата. Вие сте сите колеги, колешки, на само вистина. Почитуваниот новинар Гајдов кажа, Словенија спомна, од Словенија вика да земе да копираме. Јас што стално кажам, некои што ме критикуваат. Начинот на правниот систем, економија, земјоделие од Словенија, вака, верувајте, ништо не правиме. Со години само ќе си тупкаме во место, богатачите ќе се богатат, сиромасите ќе се сиромашуваат. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ве слушаме. Да. Тина, мора да го поздравам предходниот гледач. Најмил гледач ми е и најобјективен. Него можат да не го сакаат само партиски. Он е народен човек што мисли за државата и за народот, а не е гребатор партиски. Многу гребатори има и затоа така не ми иде држава. Да знае дека ја увек го поддржавам тоа што ќе го каже и дека мисли добро на Македонија. Поготово со ова Словенија сака да створи реп на Македонија. Овие партии гледаме дека само крадат, друго ништо не знаат. Па и ова 156 фирми, ова грабеше се договориле, така да се вратат парите, граѓаните плаќаат, ичгајле не немаат. Штетни закони се носат, они да се обогатат, а на рачун на граѓаните. Ја не знам, овој народ е многу трпелив, чутлив и моцлив. И затоа тешко да обстоим. Знаеш што, сега ја нешто да предложам. Градоначалници, овакво, 40 сам, колку Словенија, овакво, парламентарци, законодавниот дом, од 80. Подсетувам само да внимавате на тајмерот. 90 секунди е едно јавување, односно едно излагање, давање одговори на прашањата на црвена линија, но и подсетувам завртете повторно за нови 90 секунди. Секако благодарам за учеството. Продолжуваме понатаму. Ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па ја вака би го искоментирала ова што е на екранов што го читам. Уставниот суд го укина законот во ред. По кој устав го укина, ама кога претходно не убедуваја дека не може да важи ниеден закон ретроактивно. Пример, законот за облигации, за стареност на долговите. Го укина уставен суд, оти не можело да важи ретроактивно едно физичко лице осудувано и еден адвокат завршија убава работа. Повтор пат во Уставен суд се укина. Се поништи да ве поправиме, не го укина, туку го поништи. Ајде, го поништи. И не може ретроактивно. Сега ова не е ретроактивно или пак олигарсите си ја завршија работата. Да се ги врата парите назад. Нема држава, ни уставен и не знам аз кој го контролира тој уставен и дали некој има надлежност. Ева, буџеш се ува, ако знае некој, нека каже. Уставен суд го контролира, не знам кој X.
Владее ли според вас правото во оваа наша држава? Ни случај. Еве, две контрадикторни, ретроактивно не важи за ова важи. Кој е предмет? Олигарсите и не. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вклучување гледачи. Подсетувам, пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучувањата на гледачи во живот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Сина имаше меѓу соговорниците многу убаво што кажаја и тоа што го прочитавте од Фејсбук исто така ми се допадна многу, првиот коментар, но гледам дека граѓаните многу се разочарани. Треба еднаш да сватиме дека силата е во нас, народот. Значи не знам зошто плашење. Како ние ќе одлучиме, така ќе биде. До сега видовме ли некако фајл од било која политичка партија? Овие 30 и неколку години од осамостојувањето, значи едноставно сите зема колку можат. Нема закон кој што е во интерес на народот. Треба тоа да го сватат сите. Што ни останува? Значи, они си се заштитени. Исто така се имаат и имунитет. До кога така, народе, а нашите фрижидери ќе бидат празни, децата ќе ни бидат гладни, боси, значи свести се македонски народе. Погледни што се случува во Србија. Значи има надеж, но победата и слободата треба да си ја извојуваме. Улицата не ни бега доколку ова се што го кажа. Не може овој осиромашен народ да ги враќа тие пари. На Мицковски ќе му се случи. Ке подсетам само, внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. И сега, доколку сакате да се надополните, завртете го повторно нашиот број за нови 90 секунди. А ние ќе ја подсетиме зашто зборуваме денес во Црвена линија во однос на оние кои што можеби подоцна се вклучија. Законот, ќе подсетиме, за солидарен данок беше усвоен од Собранието во септември 2023 година, предложен од тогашната влада на Ковачевски. Имаше разни реакции од тоа дека е добар и праведен, до реакции дека фирмите кои работат добро се доведени во нееднаква положба пред Уставот. Уставниот суд донесе одлука не да го укине, туку да го поништи законот за солидарен данок. Тоа значи дека државата, односно ние граѓаните, ќе треба да им вратиме околу 49,2 милиони евра на 156 најпрофитабилни компании кои во 2023 година беа еднократно даночени со солидарен данок за добивките во 2022 година. Плюс камата. Па прашуваме, ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Добар ден. Добар ден. Повелете. Мислам дека прашањето треба да се постави дали е исправна одлуката на Уставниот суд. Добро. Или пак тоа е некој договор со олигарсите, па на нив да им вратиме овие 50 милиони евра. Значи богатите и понатаму да се богатат. Во тоа време политиката мислеше дека е во ред да се постави тој закон и толку. И што има сега ретроактивно, тоа е да се укине или да му се вратат парите на тие фирми што се богати, што печалат на грбот на народот. Јас мислам дека прашањето баш треба така да се постави. Дали е исправна одлуката на Уставниот суд? Ви благодарам. Така, благодарам. Ете го слушнавте гледачот пред малку, па можеме да надополниме со тоа прашање по предлог на гледачот. Дали сметате дека ваквата одлука е исправна на Уставниот суд? А главното прашање на Црвена линија, ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони? Добар ден. Здраво. Здраво. Победливата, ја како што памтам, тоа беше предлог, мислам, на левица у тоа време, на тие два пратеника тогашни. Беше предложен од владата на Ковачевски 2023 година законот за солидарен данок. Значи, тоа го кажувам, беа пратеници од левица.
притиска двојцата и го донесоа законот под притисок на овие двојца пратеника. Ама владата изгледа не завршила работата како треба. Значи, ако ти носиш закон, треба у собрание да имаш двотретинско гласање. Да ти изгласат, значи, пратениците, па да важи тоа, па да влезе у службен вестник. Како што влезе, да речеме, промена на име, презиме, сите тие работи. И тогаш Уставниот суд ќе се произнесе, да, сега е во ред, тачно е. Ама вака изјами Уставниот суд игра мангуплук со народот, со мене и со тебе, со тоа што каде беа тие уставни суди да реагираат Инаку тогаш, да знаете, помина законот во собрание. ако било, значи, Уставниот суд е за ќотек. Значи, они се виновни, Уставниот суд. А и ќе кажам до бизнисменеве, браво, валда вие бизнисменчиња, ја да сум против оваа власт. Ама малку ли вие милиардата што ви ја даде, овој сега што е власт, во име наше, што ја и ти ќе плаќаме, сето тоа, па уште 50 милиони инфлација. Благодарам многу за одговорите. Подсетувам за сите останати кои што ќе бидете вклучени, мерете го времето на вашето излагање, го објавуваме и таймерот на екранот. Благодарам уште еднаш за гледачите. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Се слушаме, не? Да, продолжете. Благодарам, вака. Прво, значи, по принцип кој ќе погрешат политичарите да биде казат соодветно на тежината на неговиот предлог за нешто. Сега овдека во прашање се тие 50 милиони. Дали тие се оправдано земени од фирмите или не? Ја ми се чини дека овдека погрешно сите тумачиме и овдека зборуваме. Еве зашто. Прво во тоа време беше во прашање дали треба да се затворат одреден број на фирми, затоа што има недостаток на пари, требаше да се помогне на тие фирми, значи тогаш таа влада, каква е лоша, ама, значи донесен некој закон со тоа што на побогатите ќе се оданочат, да може, што се вика, да не ги затворат, значи да не останат голем број работници без работа. Сега, дали треба да ги црнееме, или да ги палиме, затоа што донеде таков закон. Но овој закон не е единствен во светот. Вака се прави во многу земји во светот да платат побогатите. Ако земе оној што зема 100 денара, исто да плати како оној што зема 100.000 денари. Ја мислам че ника не е во право. Значи погрешно сите дискутираме, а треба да го цениме тој закон дека правилно е донесен и земено е од оној што спрема. А тој што зел, значи повеќе, затоа што има конкурентна роба, конкурентна индустрија, значи зема на грбот на народот и треба да му помогне на народот. Само така ќе успееме. Благодарам, поздрав. Ви благодариме и ние што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Секако слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Слушнавте и предлози во однос на тоа како треба да бидат формулирани прашањата. Некој од гледачите напомена јавноста да биде прашана, тоест вие дали сметате дека е исправна одлуката на Уставниот суд, а ние во Црвена линија прашуваме ќе почнат ли политичарите да сносат одговорност за носење штетни закони. Добар ден. Поздрав. Поздрав и до вас, ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Значи вака, одговор на прашањето. Нема да почнат и никогаш нема да почнат овие наши овдешни македонски политичари да сносат никаква одговорност за носење на штетни закони. Зошто? Затоа што тие кажуваат, кои ќе паднат од власт. Сгрешивме, да, носиме политичка одговорност, не сме сега на власт, во опозиција. И тоа е најголемата казна за нив. А каква е таа казна? Па тие повторно се седнуваат во пратенички фотели, земаат огромни плати, во разни комисии, шетаат низ странство и каква е таа казна? Политичка одговорност. Они добиле политичка казна од народот, ги смениле. За после 4 години пак да дојдат истите. Ништо од оваа работа. Него ако може само да довршам мислата, бидејќи рековте и малолетни гледаат оваа телевизија. Да се држиме до нивото, да бидеме културни, да не употребуваме погредни зборови. Да, ама за ова, за јазикот македонски, може да докажам се? Ве слушам. Значи, според законот за употреба на македонски јазик,
Под македонски јазик член 1 се подразбира македонски литературен јазик и кирилично писмо. Во член 5 се наведува дека сите друштва, трговски, јавни и така натака се должни да го применуваат, значи, законот за јазици. Фејсбук, овие приватно што се објавуваат, тоа е нивна работа. Меѓутоа, вие како телевизија не можете латинично да објавувате. Нас не интересираат одговорите. Ние не можеме да влеземе во пораката на гледачите кои што активно учествуваат и ја креираат, се разбира, црвена линија, всушност мислењето, јавното мислење во однос на темите за кои што зборуваме. Па да ги исправаме во однос на тоа да пишуваат на кирилица. Но, еве, верувам дека ве слушаат и ќе го земат во предвид вашиот предлог и настојување, па, еве, ако сметате и верувате дека правилно, еве, сугерира гледачот, нам секако вашите предлози ни се добре дојдени, па еве гледачите можат да коментираат и на кирилично писмо. Ние продолжуваме со вклучување на гледачите. Добар ден. Види, ќе сносат одговорност. Еве еден денеска притворија, сам се пријави, не избега, значи честен човекот е, си отиде на 30 дена на одмор. Го поздравувам човеков што викал Словенија да донесат убаво зборува, да донесеме стручњаци овде да направат. Ама ја инаку би кажал. Ние, северните граѓани, без малцинства, сите да отидеме во Словенија, а сите словенци да дојдат во Македонија. За едно 10 години да живеат тука, да ја оправат, ќе стават закони, патишта ќе направат, се ќе уредат овона и после пак да се смениме. Или јазици ќе им дадат, Тибадинтер ќе им го дадат тука јазиците. Некој заби ако нема и заби ќе му дадат. Така да словенците ќе ги средат и ќе немаме проблем. А вака, те јазици, Тибадинтер, Дебалонисер, те одговорност, нема одговорност, ова е од нашите, ова од нашите. Ајде, некој одлежи малце тамо, неколку недели ќе го пуштиме, колку да речат народот да се засити. Абе, наши буздук е ова, бе. Во турското не било вака. Ова, што да кажам, не ми се зборува, кој ќе ми се смее, него што сакам да зборувам, него се не навлекуваат да се јавам. Па драго ни што се вклучувате секако активно и редовно во дискусиите кои што ги води Црвена линија со граѓаните. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. На телефон е... Се слушаме? Да, во Црвена линија сте, повелете. Че сакам да кажам околу тајмерот. Добро, што во однос на тајмерот? Тајмерот е многу кратко време, човек не може да се искаже пред се. А во однос на темата? Темата, полицаите во последно време сносат голема одговорност и сета работа си ја терат ке што треба да си ја терат. Се слушаме? Да, продолжете си, ве слушаме. Значи, тајмерот е многу кратко време. Не може човек од 90 секунди да се искаже се што сака. Ама тоа ни го кажавте. Еве, сметате ли дека влада е право во оваа наша држава? Да, сега со новата власт влада е. Така, добро. Значи, сметате дека одлуката на Уставниот суд... види. Сметате дека е правилна одлуката на Уставниот суд да го поништи законот за солидарен данок? Солидарен данок? Да, тоа ни е темата, всушност. Па добро, ја не гледам телевизија, тоа така онака на... Па, треба да го поништи, како не? Добро. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. И знам, би ми било многу драго, се разбира, да постои можност, нели, тајмерот да одбројува и повеќе од 90 секунди, но пресметано е дека во време трењето на едно издание на Црвена линија е исклучително важно да ви имаме
во поголем број, односно да дадеме можност повеќе граѓани нели да си го искажат својот став, мислење, видување во однос на темите кои што ги поставуваме на дневна основа, за да нели добиеме од повеќе агли да креираме јавно мислење. Бидејќи црвена линија всушност и за тоа постои. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тина. Да, ве слушаме, повелете. Нити ќе одговарат некогаш политичарите, нити ќе одговарат некогаш политичарите, нити тоа ќе го слушни народот. Врана со врана не си вадат очите. Тоа е многу јасно. Сега, за Уставниот суд што го законот за овај солидарен данок. Јас ме се сеќавам да донесол некој закон да важел назад да му се врателе парите. Па тогаш, ако некој е осуден за некоја рамилак, да речеме, и сега го се поништува со закон, треба него да му исплатиме. Ова ми личи мене дека ние сме биле држава, ни ќе бидиме. Сега државата да исплати 50 милиони евра од мене, од тебе, тие се пари. Ако го укинуваш, укини го денески натаму. Што било до вчера, било. И тој солидарен, тој е точно за мене. Добро е тоа. Се не може, дали ќе ме разберат луѓето, не можеш ти да платиш казна со 200 евра плата, пример за сообраќај 100 евра, а некој што зема 10.000 евра плата, и тој 100 евра. Не, во странство е обратно. Он нагледа кој си, што си, казната потоа ти следува. Ова е банана држава и додека не се смени нова власт, нови луѓе што не биле до сега, вака ќе биде. Благодарам сега кој што бевте дел од црвена линија. Еве ни пристигна и нови коментари на Facebook. Роберт Јанкуловски напишал: политичарите од СДСМ треба да одговарат што ги оданочуваат богаташите, а со тоа ја покачија минималната плата. Ди Хектопов напишал: одлуката не е во ред, зошто бизнисмените не го поделат екстра вишокот профит со работниците, како што е во западните земји, па и работникот да се офајди. Ви благодарам сега кој што земавте учество активно преку Facebook со коментарите. Ете дел од оние кои што одговорија, ја прифатија сугестијата од нашиот гледач кој што напомена дека коментарите во црвена линија е нели пожелно да се пишуваат на кирилично писмо. А на прашањето анкетно на Инстаграм, значи профилот на Телма телевизија црвена линија на Инстаграм сторија објави ова анкета, и ве како се одговори таму на ова прашање: влада или правото во оваа наша држава? Со да одговорија 11%, со не одговорија 89%. Во продолжение ќе ги проследиме рекламите, повторно, потоа сме во студио повторно заедно. Еве сега веќе останува само да ви се заблагодарам. Сега го криревме уште една добра црвена линија, а ме превземе и онаа атмосфера од моите комши кои што се многу расположени, а тоа верувам ќе ви го принесат и на вас. Мене веќе ми го одвлекуваат вниманието, само не знам дали ме слуша, а тоа во последно време ми се сомнителни. Не, еве, тоа ви изборам. Гледате, канти тропаат, кате и нено, не знам што прат. Ја не ве гледам. Те слушаме, Тина! Само се преправаме. Се преправате. Лошо ви оди да се преправате. Така е. Како си, Тина, денеска? Па добро, како време во малце. Времето беше топ денеска. Сончево, малку ладничко, ама зима тоа. А притисокот каков беше? Матичниот број мој поинаку вели. За се има одговор, со жена ни се расправајте, молам. Не е за муабет денеска. Супер се.